Традицијата ја зачувуваме со печат, овозможено од бисери филеви. Ама тој пусти Мастрикс, не можеше да го заборави. И љубовта кон театарот, не можеше да заборави. Кога се разтуриваше Вовчево, знаеш колку плачеја народ. Многу плачеја. Тоа е таа конзерва и фамозно злато на Симончевци. Воските на Иван и на Афродита, на Охридските Ромео и Јулија, останале секогаш заедно. Опинци гумени праја и тога пропадна за најкодна. Трпејца е една од најубавите населби сместена покрај Охридското езеро. Селцето е сместено во подножјето на планината Галичица на надморска висина од 695 метри. На само 20 километри од Охрид и од ден на ден станува се поатрактивно место за живење и во сезоната и за време на летната туристичка сезона. Селото Трпејца се вгнездило на ридот помеѓу езерското синило и прекрасното планинско зеленило на Галичица. Некогаш рибарска населба, денес се попривлечно туристичко летувалиште, како бисер се огледува во бистрите езерски води. Брановите го заплискуваат брегот, а низ воздухот се шири и меша прекрасниот воздух со езерски планински мирис. Трпејца се наоѓа на 20 км јужно од Охрид, раскажува за своето родно место магистер Ристо Климовски, дипломиран шумарски инженер, специјалист по шумарство. Со сопругата Јованка, пензионерските денови ги минуваат во убавата и мирна крајезерска населба. Разговорот почнува за потеклото на името на населбата, за луѓето, за неговите природни специфики. Климовски за своето родно место вели дека е стара населба, а жителите одамнина биле рибари и сточари. Селово престојало пред многу илјадници години. Во некои стати пишуваат, имам најдено дека покрај брегот на Охридското езеро уште во 4. век пред новата ера постоеле некои населби. Сега децидно не е кажано тие населби кај били, кај се наоѓале, али веројатно кога постоеле населби, веројатно биле населбите Трпејца, Пештен, Елшан и Љубаниша на тие места. Населението во село Трпејца понапред се занимавало исклучиво со рибарство и сточарство. Тоа му било основната дејност. А додека земјоделието му било второстепена дејност. Тогаш имало многу ситна стока, овци и кози. Се препоставува дека имало 5 стада на овци, 5 стада на овци и кози, кои што во секое стадо имало од 300 до 500 глави на овци и кози. Па има повеќе стари семејства од некогашни, односно од некогаш фактички сите се занимавале со рибарство. Немало куќа која што не се занимавала со рибарство, бидејќи што единствената дејност му било рибарството и сточарството. Има тука од постарите се Мисковци, Стојановци, имат многу фактички, што кажа, сите тие се занимавале со сточарство. За потеклото на името на селото постојат повеќе легенди, раскажува Климовски. По една легенда, селото го добило името на богатиот Трпе. Тој несебично им помагал на жителите, па во знак на почит кон него, тие населбата ја нарекле Трпејца. Климовски раскажува и за уште 2 легенди кои се пренесуваат меѓу трпејчани. Уште во 1582 година селово се спомнува под називот Трпезица. Други начини или односно други легенди за селово имат повеќе. Меѓу најзначајните легенди се за постанокот на селото. Тука јужно од нас имат
едно планинче што се вика Тосој, кој што е 1006 метра висок, висина, надморска висина, и на празниците, селаните, кога имало слава тука во селото, оделе тамо на гозба. Оделе тамо на гозба, правеле трпези, гости и така натака. И денеска има тамо остатоци од тие камењата од трпезите. Битката на планината Беласица е 29.7.2014 година. Тука ни е познато дека кулите, самовиолните кули, нели цар Самуил тогаш управувал, раководувал, а од Беласица натаму Византија, била Византија, византискиот цар Василije II. Василije II секоја година, или секоја континуирано, секој ден, секој момент, помалку му завземал од територијата на цар Самуил, и цар Самуил се налутил и одлучил да му се освети со битка, односно со судиш, со војна. И така, на 29.7.2014 година се случува тоа. Цар Самуил, кој што и тој учествувал лично, а и неговиот син Гаврил учествувал во тоа, оде во подножјето на планината Беласица, копец шанци, или рови, така кажано, длабоки и широки, да не може војската на Василije II да помини преку шанците и така да некако да може да успеат да ги победат. Меѓутоа, не цар Самуил, него византиската војска доваѓала од врвовите на планината Беласица на подножјето надолу. Кога дошле веќе долу по подножјето, му направиле големо изненадување на цар Самуил. Тоа изненадување во тоа што, наместо да се судрат очи со очи, византиската војска ги заобиколуваат и му ги напаѓат во грд. И сета војска која што биле 14 до 15 илјади била заробена, дел отепана, дел заробена. Тие веќе се наоѓале во омрач, во кој омрач се наоѓал и цар Самуил и неговиот син Гаврил. Али за некоја стреќа на цар Самуил, неговиот син Гаврил успева да го слободи татка си од омрачот, го качува на коњот и го носи во конаците во Приле. И цар Самуил тоа го знаел и после неколку месеци од мака, од срцев удар, починува. Василije II наредува на секој односно да му се извадат очите на сите војници, само на 100 да му остае по едно око и да ги однесет кај цар Самуил во Охрид, бидејќи што Василije II не знаел дека Самуил се наоѓа во конаците во Приле. И војската таа што останала од Струмица, идејќи наваму, дошле, се качели на планината Галичица, преку Галичица слегле во Трпечко поле. Трпечко поле, да го видите, навистина личит на трпеза на Крукија, и кога виделе така цела војска застанала тука, да се одморат, да ручат, поседале ден, два, можете и повеќе, и кога виделе дека има трпеза, и кажале, ова село ќе се вика Трпејца. Селото Трпејца низ времењата го менувало својот лик, а се менувал и животот на луѓето. Трпејца моментално со последниот попис е 300 жители, 303 односно, меѓутоа со попис од 61 година биле 416 жители, но постепено некои се иселуват. Меѓутоа не кажав дека селото било многу големо, али после Втората световна војна, по завршувањето на Втората светска војна, 29
односно 30 фамилии целосно се иселуваат во Охрид. Во Трпејца е убаво да се живее и во зима, а тоа се должи пред се на топлата клима. Оваа езерска населба е и воздушна бања, а се разликува од останатите населби на Охридскиот брег по специфичната клима, раскажува Климовски. Климата во Трпејца е најфина, односно најубава од цела обала што е 87 км балава. Најдобра клима има тука. А тоа допринесуваат од повеќе фактори, од повеќе елементи. Тоа како основно е водата што се наоѓаат во Охридското езеро, која што и зими и лете се испаруваат, а исто така многу делуваат и флората што се наоѓаат на Галичица, нели таа цветат, миризот доаѓаат, се мешат воздушните струјани од водата и од миризот од растенијата и стварат еден убав кислород. И карактеристично тоа што баш овдека климата е најтопла од цела обала од езерово. Тоа доаѓа од следниот начин. Еве можете да погледнете баш Мокра планина во Албанија, се гледат како имат гребени, имат долови. Преку цела Мокра планина така имат долови и доаѓаат јадрански и од Јадранско и од Јонско море доаѓаат таласи топли и така што овој дел најтопол е, како индикатор за тоа е тука што единствено на тој дел оттука до близу Љубаниче и повака малку од Љубаниче има зеленика, а зелениката исклучиво успева само кај што е топло. Па за тоа имат некои анекдоти дека во село Трпејца е и како воздушна бања. Служи се како воздушна бања, бидејќи што, како што кажав, кислородот е многу чист. Во близина на Трпејца е измерена и најдлабоката точка на Охридското езеро. Првата длабочина е измерена над зон 286 метра длабочина. Длабоко. После втората длабочина е изнајдена негде од пештани потака 298. Има некои податоци, односно имам најдено во некои стати дека уште поголема длабочина е најдена над 300 метри, меѓутоа се уште званично таа не е установена, не е испитана. Меѓутоа езерово најде околу 75-76 милиарди кубни вода има. Во ова живописно рибарско селце од секогаш се ловеле различни видови риби. Од рибите имат повеќе, ама непречуена е Охридската пастрмка, која што ја немат. Само тука ја имат на Бохин и Блед во Словенија, после го имат крапот, мрената, имат тие видови ги имат повеќе, али најзначајна е Охридската пастрмка, која што сега веќе популацијата толку е намалена што јас самиот не можам да кажам колку изнесува, бидејќи што е многу намалена. Во минатото трпејчани живееле од уловот, а животот на рибарите не бил лесен. Трпејчани
се занимавале со рибарство, ги носеле рибите во Охрид, во селата по Дебрца носеле, вршеле размена риба за жито, риба за брашно и така натака. Трпејца е прочуена по специјалитетите од риба. Посебно е надалеку позната печената пастрмка на жар. Но не помалку познат специјалитет е и ѓомлезето. Оние кои го вкусле трпечкото ѓомлезе, посакале повторно да се насладуваат со овој гастрономски специјалитет, вели Климовски. Најпрочуен специјалитет е ѓомлезец. Кој каснал ѓомлезец од Трпејца, посакал уште еднаш да дојде тука, ради само ѓомлезецот. Некоја навика на ѓомлезецот име, тој специјалитет многу убаво го прави. Квалитетот на ѓомлезецот зависи од особината на тој што го прави, од способноста на тој што го прави. Меѓутоа, ваздухот, климата не делуваат во убавината, односно во вкусот на ѓомлезецот. Вкусот на ѓомлезецот се гледат во тоа што тој што го пече знае како да го испече, како да направи, колку да седи на оган, дека може да остане, ако не е доволно испечен, жив. Ако го препечеш, па куше полошо ќе биде. Денес Трпејца е позната туристичка населба, а многумина ја нарекуваат и македонско Сен-Тропе. Од Трпејца има многу, може има 60-80 викендички кои што се острана дојдени, меѓутоа не е моја надлежност, не е моја должност да кажам како се дојдени, како се изидани и така натака, а има доста што се дојдени тука, што живеат, некои преку зиме живее и живее туше, а преку налета е полно. Има доста викендички, поголеми, помали. Туризмот на Трпејчани им станува се повеќе примарна дејност, додава Климовски. 80% па и 90% од населението, односно од куќите се баве. Сосем мал дел од населението, односно од куќите што не се бават со туризам. Налете во Трпејца да ти е милина, да дојдеш, а не да седеш. Има толку гости, не знам која година беше, имаше над 2000 гости, односно мислам туристи тука што седеа, немаше место за кола да застани, да ја паркират. И сега имат гости. Благодарение на тоа, поголем дел од селово, колку толку сепак нешто од туризмот печали. Трпејца во околината има бројни познати месни локалитети. Такви се Злидол, Карпите стогот која се издига од езерските води висока 20 метри и носот Карпа која е за солниште на рибарите при појава на големи бранови. На 2 километри по воден пат од Трпејца се доаѓа до Заум. Климовски ни ја раскажува легендата за изградбата на црквата Свети Богородица Захумска. Некогашната царица, која била овдека, одлучила да ја мери длабочината на езерото, сесте е измерена тамо длабочината која што е установена на 286 метра длабочина. Царицата цели 2,5 години плетела сажен, за да имат доволно за да измери длабочината. Го исплетила саженот и отишле над Заум. Со чун тоаш издела со нејзе уште неколку души за да веслат, за да не е таа сама.
Кога почеле да ја мере длабочината, фатило големо невреме. Вранци, ветар голем и веќе имало бојазност да се ударе. И во тој момент таа се сетила, седнала, односно клекнала на коленци и му се молила на Господа како и како да застане тие вранци, да касмет нези и на вистина ветрот и вранците да станали. Кога слегле долу, царицата на останалите му викала за ум ќе се удавевне. Неколку пати тоа го поновила, викала за ум ќе се удавевне и отогаш останало името Зом. За ум Зом се викало. И за да се одолжи таа на Господа, тука изидала, направила црква. Таа почела да се зидат 1299 година, али црквата комплет со светите била направена 1361 година. Меѓутоа, 1906 година е направена реконструкција на црквата, претежно покривот. Сега во последно време, пред неколку години, се направени дополнителни изградби, кои што навистина јас не ги имам видено, али биле те многу убави. Одма се наоѓаат испод планината Галичица, во подножието на планината, кои што одма до црквата хоризонтално се издигат големи карпи, па чак иде во висина на планинчето Осо, што се викат, на 1006 метра надморска висина. Трпејца лежи во пазувите на Националниот парк Галичица. Се одликува со ендемични видови на фауна, како што е рисот, а богата е и со бројни ендемични видови од флората. На Галичица, или во Националниот парк Галичица, не е само костено. Тука има многу разновидни видови на растенија, кои што ги има 134 видови, кои што во ниедна планина, ни во Македонија, ни пошироко, толку видови различи немат. Имат и една јела која што единствено во Македонија имат само на Галичица. Имат после буковата шума добро има ни секаде, меѓутоа има многу повеќе видови на растенија кои што се многу ретки во Македонија и во Балканот. Од крупниот дивеч застапена е мечката, потоа ризот и дивокозата. Тоа се од цицачите. Добро, мечката низ Македонија имат, али во северните земји во Европа многу ретко имат. Дивокозата е многу застапена, мислам на Галичица имат доста, а во Македонија исто така имат по македонските планини. А ризот е многу ептен, редок вид, кој што на Галичица и уж нејде годе го има. За разлика од некогаш, денес во Трпејца се поретко се слуша детскиот жагор, вели носталгично Климовски. Ето, на жалост, помладок немат или ако има, тоа е не минимално, туку е птен минимално. Каде учат децата? Децата, малите учат Пештани до 8 деление, гимназија учат во Охрид или економски или што и да бил училище. Имат поголем број на деца или е? Нема, намален е. Намален. Бројот на децата е намален, нема. Селска слава во Трпејца е Свети Спас, а изградена и селската црква посветена на Свети Никола. Се слави и водици на 19 јануари, има 3 кола од по 40 куќи, кажува Климовски. Во лето Трпејца е собиралиште и на голем број посетители на манифестацијата на Зајди сонце.
од 20 јули до 28 јули имате една манифестација, трпечко лето на Зајдисонце, која манифестација учествуваат повеќе луѓе, па дори странци доаѓаат на таа манифестација. Тие 8-9 дена имат различна програма, па дори доаѓаат и пензионерите, тука учествуваат, доаѓаат луѓе од други општини, гости. Заминуваме од Трпејца и го ставаме овој езерски бисер да се капе во сончевината и езерското синило. Белите каменчиња на мирната плажа чкрипат под нозете, а птиците го шират својот пој. Навистина Трпејца е рај за очите и мир за душата. Ги оставаме гостопримливите трпејчани да го живеат својот мирен живот на езерскиот брег, со надеж дека населбата ќе биде уште поубава и инфраструктурно посредена, со водовод и канализација, со пречистителна станица и поплочени улички, а престојната сезона ќе им биде поуспешна од претходната, со посета на домашни и странски гости, а меѓу нив се почесто посетители се и ухриѓани. Ама тој пусти Мастрикс, не можеме да го заборавиме. И љубовта кон театарот, не можеме да заборавиме. Кога се растуриваше Вовчево, знаеш колку плачеја народ. Многу плачеја. Тоа е таа конзерва и фамозно злато на Симунчевци. Воските на Иван и на Афродита, на Охридските Ромео и Јулија, останале секогаш заедно. Опинци гумени бреја и тога пропадна за мајкот на. Традицијата ја зачувуваме со печат, овозможено од бисери филеви.